представници на медиумите, за почеток да се заблагодарам за вашето присуство. На денешната пресконференција ќе ги презентираме постигнувањата на владата во текот на овие 2 години врз база на нивните дадени ветувања. Financing во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование, Македонското лекарско друштво, Младински образовен форум ја презентира и новата анализа врз база на следењата на ветувањата, точно 32 ветувања на владата за период 2024-2028 година. После 2 години, речиси половина од следените ветувања имаат одреден напредок, но само едно од 5 ветувања е целосно реализирано. Конкретно 18% од ветувањата се целосно реализирани, 30% се во насока на исполнување, 39% не покажуваат напредок, 6% се движат во спротивна насока, а за 7% немаме податок. Сепак, заради оваа просечна слика, постојат драстични разлики помеѓу секторите. Имено секторот за образование напредува со силна динамика, макроекономските индикатори и ветувања се со задоволителна слика, здравството и политиките за млади бележат умерен напредок, додека социјалните политики системски заостануваат, а родовата еднаквост веќе 2 година поред нема ниту едно реализирано ветување од оние кои што се дадени. Сега ќе продолжиме во делот на социоекономските ветувања. Во социоекономскиот дел следиме 44 ветувања. Само 36% имаат позитивна траекторија, 11% се целосно реализирани, 25% се во насока, спротивно на 64% кои што стагнираат или одат во спротивна насока. Сепак позади ваквата вкупна слика имаме поделеност во делот на макроекономските показатели. Тоа е релативно најдобар дел, 8 од 11 дадени ветувања, индикатори се во позитивна насока, имаме стабилен раст на бруто домашниот производ, извозот се опоравува, банкарскиот систем е ликвиден. Сепак 3 показатели значително отстапуваат, а тоа се инфлацијата која што останува повисока од ветеното, странските инвестиции кои што имаат странските директни инвестиции кои што нагло паднаа на 1,5% од бруто домашен производ во последната година, поради глобалните услови, меѓутоа исто така и поради неажурираната стратегија за привлекување странски инвестиции и сивата економија која што забележува пораст. Во делот на јавните финансии постои блага фискална консолидација, јавниот долг е под ветената граница, но буџетскиот дефицит останува да биде, иако забележува консолидација, сепак остануваат стапките да бидат над ветените вредности. А во 2026 година веќе забележуваме и одредени ризици кои што доаѓаат и од страната на глобалните случувања. Во делот на даночната политика, ветувањата за непроменети даночни стапки се целосно реализирани, и тоа е важен сигнал за предвидливоста на економијата и на клучните стейкхолдери, меѓутоа ниту едно од ветувањата за проширување на даночните ослободувања кои што се поврзани и со IT компании, фриленсери, истражување и развој не се во моментот реализирани. Пазарот на труд и неформалната економија, во делот на пазарот на труд, невработеноста опаѓа, и додека истовремено имаме креирање на нови работни места, меѓутоа во 2025 година на 2026 година забележуваме дека ова е со забавена динамика и оттука треба во текот на следните 2 години оваа динамика да се забрза, се со цел да се исполнат оние таргети од ветување. Сивата економија, претходно споменав, забележува зголемување. Социјалната заштита е најзабележувачкото поглавје во делот на социоекономските делови. Сите 5 следени надоместоци за ранливи категории граѓани систематски заостануваат, ниту еден не го постигнал ветеното ниво. Именно при сите оние ветувања за зголемување на овие надоместоци се зголемени само во делот на оние вградени механизми во делот на законските усогласувања со инфлација. Во делот на пензискиот систем, зголемувањето на пензиите беше едно од првите реализирани ветувања уште во текот на првата година, сепак со сериозни фискални импликации за стабилноста на фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
текот на вековната и средниот период треба да се обрне на оние ветувања кои што се под ризика, тоа се оние кои се во спротивна насока или оние кои идентификуваме дека постојат ризици од нивно најцелосно исполнување. Тоа се инфлацијата, сивата економија и странските директни инвестиции. Меѓутоа, клучниот ризик е фискалниот. Владата истовремено се обврза на консолидација на буџетскиот дефицит, меѓутоа и на ветувања кои што значат поголеми расходи, како што се во делот на пензии и плати, или помали приходи кои што значат даночни олеснувања. Таа внатрешна тензија беше присутна уште на почетокот на делите ветувања, меѓутоа истата во текот на 2026 година се засили согласно на глобалните шокови кои настануваат, па така буџетскиот дефицит беше скоро целосно потрошен во текот на првите 6 месеци. Во таков контекст, владата ќе мора да направи избор кои ветувања се приоритет и кои ако ги ревидира, обидот истовремено да се реализираат сите би бил многу тежок. Вториот навод е постои јас помеѓу ветувањата и потребите на граѓаните. Истражувањето на Finance Week со анкетата квалитет на живот јасно покажува дека не секогаш она што владата го ветува е и приоритет истовремен на граѓаните. Например, домовите за стари лица се најнедостапна јавна услуга и истовремено и финансиски најскапа услуга за да си ја дозволат. Меѓутоа истовремено ветувањето за нови старски домови и домови за стари лица кои ќе значат подолготрајна грижа останува нејасно во која фаза е истото реализирано. Истовремено ветувањето за капиталните инвестиции, проширување на капацитети за стари лица и за деца уживаат највисока поддршка кај граѓаните. Дури над 70% од граѓаните сметаат дека тоа треба да бидат клучни приоритети, меѓутоа истовремено се и меѓу најниско реализираните ветувања. Наспроти тоа, две исполнети ветувања, пензиите и платите на јавната администрација не секогаш уживаат поддршка кај граѓаните, односно околу 40% од граѓаните сметаат дека ова треба да биде приоритетно ветување, но се меѓу првите кои се реализираат. Дополнително граѓаните многу често не се доволно информирани за кои се сите дадени ветувања. Во принцип, вниманието се фокусира на пропулзивни кампањски ветувања, додека останатите ветувања остануваат невидливи за јавноста и тоа може би една од препораките дека да се едуцира и да се информираат граѓаните за сите оние ветувања кои владата ги има, се со цел да се бара поголема отчетност. Трет навод кој што може би не се однесува само на моменталните ветувања кои ги следиме, бидејќи платформата Компас ги следи владините ветувања веќе 6-та година поред, идентификуваме дека нискиот степен на реализација на ветувањата, кој што беше одлика и на претходните владни ветувања и на тековните, во голема мера се должи на фактот дека при дизајнот на политичките програми многу често само се таксативно се наведуваат ветувањата, без при тоа да се води сметка за изводливоста за нивна реализација или за фискалните импликации, па од тука доаѓаме до неконзистентност на вкупната програма која што постои и доаѓаме до колизија помеѓу одредени ветувања. Препораките кои што се ги даваме во рамки на ова анализа од текот на 2-годишна следење е дека потребна е транспарентна ревизија на програмите. Владата треба јавно да ги прегледа ветувањата и да ги ревидира оние ветувања за кои навистина не се веќе приоритети или едноставно не се возможни да бидат реализирани, а вториот дел во текот на следните 2 години да има поголема реализација на оние ветувања кои што представуваат приоритет на граѓаните и на таков начин да има усогласување на потребите на граѓаните со она што владата го реализира. Ви благодарам, колегите ќе продолжат во својот сектор. Днес се представи јасно Благица Петрески од Finance Week. Како што сум поред, ми ја продолжила, Ана Мицков Сарајева од Македонски центар за граѓанско образование.
Ние го следевме прогресот на мерките во секторот образование и она што заклучивме од новите е дека од следени 38 мерки исполнети се 12, во насока на исполнување се 22 мерки, не се исполнети 2 и нема податоци или има недоволно јасни податоци за 2 од мерките. Она што е исполнето во најголем степен се однесува на политиките поврзани со основното и средното образование. Конкретно во средното стручно и дуалното образование има голем напредок во поглед на вклучување се поголем број на компании во дуалното образование и развој на регионални центри за средно стручно образование. Потоа во поглед на инклузијата на ученици со попреченост во основното и во средното образование има напредок. Во поглед на буџетско зголемување на средствата за инклузивно образование, вклучување на поголем број на образовни асистенти, се направи ревизија на законот на средно образование, каде што инклузијата стана задолжителна, училиштата за ученици со попреченост стана ресурсни центри. Понатаму има инвестиции во капитални инвестиции во спортска училишна инфраструктура. Едно од намерите е преминување на што поголем број на училишта во едносменска настава и на тој начин зголемување на престојот на учениците во училиште и подобрување на квалитетот на постигањата. Понатаму во поглед на концепцијата за основно образование, по направените ревизии, таа продолжи да се имплементира. Тоа е една добра практика, каде што не се прекина некои политики кои што биле донесени за почнати од претходната влада, туку се ревалидирале, се еволуирале и продолжиле со да се имплементираат, се со цел да ги видиме резултатите кои што би требало да се видат на подолг рок. Во поглед на мерките кои што се со послаба реализација, тие во главно се однесуваат на политиките поврзани со високото образование. Како што знаете, во тек на донесување, во фаза на донесување се 3 значајни закони за високото образование и добар дел од мерките се предвидени таму да се реализираат со овие закони, меѓутоа бидејќи тие се во фаза на јавна дискусија, се уште чекаме што кога ќе се донесат и на кој начин ќе се имплементираат. Дел од мерките кои што се предвидуваат тука се праксата например за студентите високо образовните институции, потоа позасилен развој на програми за двојни дипломи, развој на науката, значи големи инвестиции во научни истражувања. Иако во буџетот за образование има зголемен буџет за наука, сепак резултатите кои што би требало да следат како повеќе објавени трудови, поголем квалитет и подобро реагирање на универзитетите е нешто што се очекувало да го видиме на подолг рок, бидејќи овие мерки се некоја подготовка, а понатаму би требало да видиме дали ќе резултираат со тоа. Во поглед на нереализираните мерки, тоа се 2 конкретно. Едното е на градување на предучилишното образование како дел од образовниот систем. Значи не се направени законски измени во законот за основно образование, каде што ова ќе стане можност, иако предучилишното образование е вградено во дел од активностите од стратегијата, новата стратегија за развој на образованието. И друга мерка е пилотирање на STEM концептот во основните и средните училишта. Не се забележани одредени активности во оваа насока. Мислам дека е доволно. Благица и кажа некои заклучоците и препораките кон владата и се придружуваме кон тоа. Може да продолжиме с слушаме со така. Добар ден на сите, јас сум доктор Фил Солевски од Македонско лекарско друштво. Ние го следиме секторот здравство, односно постигнувањата на ветувањата во рамките на владината програма во овој сектор. Од вкупно 31 мерка која што ги следиме, реализација има на 4 целосна, 2 се делумно реализирани, 2 се во одредена иницијална фаза на
реализација. Највелики резултати се постигнати во областа на кадровската политика и реализација подобрување на пристапот до здравствени услуги. Тука ќе напоменеме неколку, како што се во рамките на примарното здравство, покрачувањето на капитациониот пост за матричните лекари, што представува мерка за застегнување на примарното здравство, укинувањето на економските директори по менеджментот на јавните здравствени установи. Понатаму реализираме ветувањето за скоригување на проект на бесплатни инвитро процедури од 3 на 6, кои што се покриени од страна на фондот. Понатаму имаме проширување на позитивната листа со одредена група на лекови, намалување на цената на чинење на одредена група на лекови, како и дополнување на листата на есенцијални лекови. Сепак, кога станува збор за реформи кои што имаат подлабок системски ефект, процесите се одвијаат многу побавно, па така днес се забележани видливи резултати во неколку области, како што е процесот на дигитализација на здравствените услуги, понатаму пристапот до специјалистичките здравствени услуги, намалување на листата на чекање, интеграцијата на различните нивоа на здравствена заштита, реформските процеси на примарното здравство, кои што паралелно треба да се одвиваат со реформите на болничкиот систем. И од тука може да заклучиме дека генерално изминатата година беше искористена за решавањето на долгогодишните наталожени проблеми поврзани со кадровските и организацијските проблеми и со реализација на одредени помал бројна група на мерки кои што има директен ефект врз граѓаните. Меѓутоа, сепак, клучните системски реформи кои што треба да обезбедат поквалитетен, поефикасен и повезбеден здравствен систем и предизвици кои што треба да се реализира наредните 2 години. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Јас сум Ристо Савески, председател на Младинскиот образовен форум. Пред да продолжам со презентирање на мерките кои ние ги следиме, односно мерките поврзани со младите, би сакал да ви се заблагодарам на вас како медиумски работници, што е веќе втора година поред ја следите работата на овој мултидисциплинарен конзорциум, каде што секој од нас како партнери ја следи областа на ветување од страна на владата, за која самите ние сме експерти и познавачи на самата област. Ние како Младински образовен форум ги следиме ветувањата во самите владини програми, во самите владини стратегии поврзани со младите. Следиме 31 ветувања, од овие 31 ветувања во текот на овие 2 години, односно точно на половината на мандатот, се исполнети 4 ветувања, 5 се во насока на исполнување, додека 22 се воопшто нереализирани. Во втората година од мандатот, односно од минатиот пресек, се исполнети само 2 дополнителни ветувања од страна на владата. Тоа се ветувањето за 250 евра вредносен ваучер за електронски уреди за сите студенти и операционализација на проектот Купи куќа за млади. Овие, исто како што споменавме до сега, се мерки кои се појавни, попопуларни ветувања кои добија голем замав во самата јавност и претпоставуваме дека заради тоа истите се реализирани. Реализацијата на овие ветувања е многу битна поради тоа што допира до 2 клучни точки од животот на младите, а тоа се пристапот до достојни електронски уреди и само до домување. Домувањето како посебен проблем е особено битно во самиот регион, бидејќи на ниво на Западен Балкан, односно на ниво на целиот Балкан, свесни сме дека бројни истражувања покажуваат дека младите се почесто многу подоцна се иселуваат од домовите на нивните родители, односно нивните семејства. Оттаму просекот на иселување на младите во Македонија е 30,7 години, што е негде на средина. Пред нас е Грција со 30,9 години, Хрватска со 31,5 години. Од друга страна, не може да ги прескокнеме ветувањата кои воопшто се немаат реализирано, односно
каде постои ризик од враќање во обратна насока. Такво е ветувањето за 70.000 нови работни места за младите. Владата има ветено дека во текот на овој 4-годишен мандат ќе обезбеди 70.000 нови работни места за младите. Во 2025 стапката на вработеност на млади изнесува 36,1%, а во првото тромесечие на 2026 година стапката има паднато на 34,6%. Тоа значи дека ако од 2024 до 2025 година имаме 7.800 ново вработени млади, бројката на вработени млади до првото тромесечие на 2026 се има намалено за 9.600 млади. Слично е забележувачка состојбата во однос на ветените 5.000 обуки во текот на овие 4 години што треба да се реализираат во однос на IT вештини на младите. Во 2024 година се обучени 735 млади лица, додека пак во 2025 година не е реализирана ниту една обука. Доаѓаме тука до еден општ факт, до една јавна тајна, дека живееме во држава во која имаме многу добри закони, многу добри стратегии, меѓутоа држава во која недостасува реализацијата на мерките, реализацијата на ветувањата. Најодличен пример за тоа се ветувањата за отворање на 42 локални младенски центри. Во текот на 2025 година се отворени, односно постоечки 14 центри. Бројката иста и со минатата година. Ова се должи на тоа што голем број на центри кои биле и претходно отворени се затвораат и бројката останува на 14. Воопшто не се реализирани мерките кои се поврзани со можноста студентите да работат со скратено работно време, отворање на институциите, односно младите да може својата пракса да ја реализираат и волонтирање да реализираат во рамки на институциите. Не е реализирана апликација за младински стандард и воопшто не се работи кон реализирање на бесплатен интернет во студентските ученичките домови, универзитетите, читалните, младинските центри и така натаму. Овие ветувања всушност не ги гледаме како луксус, тие се основни предуслови за младите да имаат подобар пристап до образование и подобар пристап до услугите што ги нудат самите институции. Бројни истражувања исто така покажуваат дека младите се поапатични и незаинтересирани да се вклучуваат во општествени процеси. Од тука се запрашуваме како младите да бидат вклучени ако воопшто не се овозможуваат пристапи за нивно вклучување во општествените процеси. Може би апликацијата за младински стандард и младинските центри нема да овозможат вклучување на сите млади, меѓутоа ќе охрабрат одреден процент на млади да се вклучат во битни процеси. Исто така мора да напоменеме дека владата бележи значителен напредок во одредени области. Така, например, станува збор за реконструкцијата на студентските домови. Свесни сме дека студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосиповски Питу се веќе во завршна фаза, меѓутоа треба да почекаме да видиме до крајот на владиниот мандат колку ќе бидат реализирани во суштина овие мерки. Што е оно што го истакнуваме ние како приоритетно, што треба да се направи во однос на мерките за млади? Потребна е итна операционализација на дигиталните мерки, оно што бара многу мал напор од страна на институциите, да се креира апликацијата за младински стандард, да се работи кон реализација на бесплатен интернет во студентските, ученичките домови и сите други физички центри каде што гравитираат младите и да се изработи реален и мерлив план за обуки за дигитални вештини. Всушност и изработка на конкретен и мерлив план во реализација на сите мерки е потребно да изработи владата, за да може и самата влада да мери во кој статус се реализацијата на мерките. Понатаму, она исто така што бара многу мал напор од страна на институциите е законската регулација на мерките. Од тука потребно е законско регулирање на можноста студентите да работат со скратено работно време. И како последен приоритет
би го истакнал тоа дека институциите мора да бидат поотворени за младите да може својата практична работа, своето волонтирање да го реализираат во нивни рамки, бидејќи зборуваме дека младите под еден не се активни, а под два зборуваме за се помала стапка на младинска вработеност и од тука ако им се пружи на младите шанса да волонтираат во институциите, може би овие бројки би се променили. За крај оваа презентација би апелирал до институциите да се свати како поттик и како критика, меѓутоа најмногу како поттик за реализацијата на мерките кои самата влада ги има ветено пред граѓаните.